Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Еј, па ти имаш прекрасна иднина. Ти имаш прекрасна иднина. Твојата историја не е твоја судбина. Ти имаш прекрасна иднина, но ќе ја пропуштиш ако продолжиш да се држиш за минатото. Добро, овој викенд ќе ви зборам за серијал наречен "Напрегни се и продолжи". Не рекоплескавте на ова, но јас него не очекував тоа. Јас почнав да го нарекувам лизгање и преминување, затоа што мислам дека полесно ни е да се лизгаме отколку да се напрегаме. За жал, ова не е никаков напад против некоја личност, но луѓето едноставно изгледаат како да ја немаат таа издржливост како порано. Јас мислам дека тоа е затоа што животот ни стана толку автоматизиран. За некои нешта е потежок, но за многу нешта е полесен. Што требаше да направиме ние? Само да се јавиме на некој. За восхитување што правите вие сега. Мислам, кога прв пат почнав да го проучувам Божиот збор и да поучувам, мислам, беше доста тешко да составам една порака за поучување, затоа што не можевме туку така да се вклучиме на интернет и да напишеме: дај ми ги сите стихови на тема грев. Тогаш моравме да имаме речник, ти треба и ова и она. Јас бев обкружена со книги и понекогаш се спремав 7 часа за една порака. И така да, на сите не се допаѓа кога работите се лесни, но кога се е прелесно, искрено, тогаш тоа не е добро за нас, затоа што секогаш во животот ќе дојдат времиња кога нештата нема да бидат лесни. И тогаш ти или ќе се откажеш, или ќе треба малку да се потрудиш. Да се напрегнеш значи да притиснеш против твојот напор. Тоа значи дека ѓаволот доаѓа против тебе. И наместо да му дозволиш да те победи, треба да речеш: нема шанси. Јас знам што вели Божиот збор и што и да ми каже, тој дека можам да имам, јас ќе го добијам тоа во името на Исус. Јас нема да се откажам. Јас нема да се предадам. Сега, сакам да си замислите дека овде има луѓе. Го добив ова во моето срце пред да го кажам. Мислам дека овде има луѓе кои се чувствувате дека има поминато многу време откако Бог последен пат направил нешто во вашиот живот. Има ли некој тако? Вие сте чекали и чекали и чекали, едноставно не се чувствувате дека тој ве променува. Не чувствувате дека тој ги менува вашите околности. Јас само сакам да ви кажам дека се додека вие верувате, Бог работи. Ме слушнавте? Се додека вие верувате, Бог работи. И само затоа што не гледате нешто или не чувствувате нешто, тоа не значи дека Бог не прави ништо. Амин. И така, не дозволувајте. Не се обесхрабрувајте и не се откажувајте. Ако некој дошол до момент да сака да се откаже, може би си дошол оваа вечер и си рекол: Господи, мораш да ми зборуваш. Мораш да ми зборуваш преку Джойс или јас ќе се откажам. Па јас ти велам дека Бог вели: не се откажувај. Амин. Бог работи. Знаете, кога јас чекам на нешто, а сите имаме нешто, колкумено од вас чекаат на нешто. Мислам, ние сите имаме нешта на кои што чекаме, дали за исцеление, пробив, или нашите служби да пораснат, да се омажеме или да не се омажеме, или... Вие си знаете. Зашто и да се работи? Да имате деца, да ги избркате децата од вашиот дом. Знаете, порано децата кога ќе наполне 18 се иселуваа и беа самостојни, а сега тие уште живеат со вас на 40 години. Понекогаш мора да се измолиш за да ги избркаш. Така, што и да е тоа на кое што чекаш? Ако не се откажеш, Бог или ќе ти го даде тоа што си го барал, или ќе ти даде нешто многу подобро. Сакам да го сватите тоа пред да продолжам.
затоа што не сакам да останете овде. Јас сум се откажала милион пати, но работата е што Бог нема да ти дозволи да се откажеш. Тој пак ќе те подигне и ќе ти помогне да продолжиш. Па ќе мора да запнеме за нештата и низ нештата и тоа е принцип кој што мора да го сватиме. Едно бебе орле во јајцето има само едно мало запче на крајот од клунот. Не го имаат тоа кога ќе станат возрастни, но тие го имаат тоа мало запче на крајот од клунот. И кога е време да се родат, тие клукаат и клукаат. Изгледа како да ќе клукаат за секогаш, обидувајќи се да ја скршат лушпата. И понекогаш некој ќе мисли дека треба да им помогне, да ја скрши наместо нив. Ако го сторите тоа, она што ќе се случи е дека тие ќе станат слаби и никогаш нема да станат оно што Бог замислил да бидат, затоа што таа работа, тоа клукање, тој напор да се родат и она што им помага да поминат низ животот подоцна. Така, пазите да не им олеснувате премногу на вашите деца затоа што некогаш тие мораат да поминат низ некои нешта. За да бидат спремни да поминат низ некои од нештата низ кои што ќе треба да поминат подоцна, кога животот ќе стане навистина тежок. Сега, посакувањето нема да прави ништо за нас. Јас само посакувам. Тоа посакување не прави ништо за нас. Ние мора да се напрегнеме. Виното се прави со тоа што грозјето минува низ преса, а виното е чест символ за сила во Библијата. Например, ново вино не се става во стари мевови. Едноставно тоа значи нова сила не може да биде дадена на некој што се уште се држи за старите начини. Амин. Еј, ти имаш прекрасна иднина. Ти имаш прекрасна иднина. Твојата историја не е твоја судбина. Ти имаш прекрасна иднина, но ќе ја пропуштиш ако продолжиш да се држиш за минатото. И така, доста ќе зборуваме оваа вечер за нови почетоци. Но прво, јас морам да ви дадам вовед во ова напрегање, затоа што ако не разберете дека нема се да биде лесно, некогаш ќе мора да чекате, а некогаш ќе мора да поминете преку нештата. Тоа не значи дека Бог не ни дава благодат. Но благодат не значи дека Бог ќе прави се наместо нас, додека ние си седиме и не правиме ништо. Амин. По благодат преку вера вие сте спасени. Божјата благодат постои за секој, но секој не е спасен затоа што нема сите да поверуваат. Нека ви биде по вашата вера. Бог секогаш ни дава дел. Ние сме Божји партнери. Само замислете колку би бил досаден животот ако се што требаше да направиме и да седиме и да не правиме ништо, но само ќе се помолиме и Бог би направил се и ти никогаш ништо не треба да правиш. Бог сака ние да бидеме во партнерство со Него, гледајќи како се остваруваат нештата кои што Тој ги снабдил за нас. Минатото е како магнет, обидувајќи се повторно да не повлече назад. Дали некогаш се чувствуваш како да ѓаволот се обидува да те повлече назад на старите навики? Не само што треба да притиснеш против лошите нешта, но треба и да се напрегнеш кон добри нешта. Да го земеме мирот како пример. Јас пораснав во атмосфера без мир. Искрено, не преувеличувам. Јас не ни знаев што е мир, се додека не се омажив за Дејв. Сите во моето семејство беа дисфункционални. Ние не го знаевме тој збор тогаш, но тие навистина беа дисфункционални. Многу дисфункционални. Мојот татко ме злоупотребуваше. Мајка ми знаеше, но беше преплашена за да направи нешто околу тоа. Брат ми отиде во војска кога беше 17 и се врати зависен од дрога. На крај заврши одземајќи си го животот, затоа што тој едноставно беше толку мизерен и не успеваше да се ослободи. Тој беше човек што не се напрегаше. Тој не правеше напор да помине низ нештата. Тој сакаше сите да прават се за него. Ние го прифативме во нашиот дом, тој живееше со нас, мислам околу 4 години еднаш.
се додека не речеш стани и оди на работа. Тој ќе станеше и ќе отидеше на работа, но ако некој не го разбуди, тој ќе лежи цел ден и нема да оди на работа. И ти не можеш. Ти треба да правиш нешто за себе си. Дури не треба ни да се јавуваш на сите прашувајќи каде се наоѓа тој стих. Најди го сам. Заврши ја работата. Ако завршиш работата сам, тогаш ќе се сеќаваш што каде се наоѓа. Така? Ти никогаш нема да имаш едината која Бог сака да ја имаш. Ако мислиш дека се што треба да направиш и да се помолиш за тоа, и се ќе си дое на свое место. Некои од вас имате некои прекрасни нешта пред вас. Јас можам да ви кажам, колку повеќе Бог сака да ве употреби, толку повеќе непријателот ќе дојде против вас. Јас имам една поговорка што ја употребувам. Ново ниво, нов ѓавол. Гледате, некои од вас барате од Бог повеќе од нешто. А кога барате повеќе благослови, најверојатно ќе добиете и повеќе напади. Јас почувствував како Бог ми зборуваше пред некој ден и ми рече: јас сакам да бидеш екстра внимателна со своите зборови, затоа што јас ќе отворам огромна врата на можности и со нив ќе дојдат многу противници. Гледате, нема да добиете само можности, но исто така ќе добиете и противници. И така, кога Бог сака да не подигне повисок, нашата телесност треба да се спушти пониско. Гледате, јас веќе се чувствувам како да сум доста внимателна со моите зборови, но очигледно не доволно внимателна. И гледате, колку повеќе Бог те употребува, толку повеќе Тој те благословува, толку повеќе одговорни треба да бидеме. Јас не знам на колкумина од вас им е потребна помош да си го контролираат јазикот, а? Матај 7 стих 13 и 14 се неколку навистина прекрасни стихови кои велат: влезете низ тесната порта, зашто широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст, и мнозина минуваат низ нив. Јас сакам да земеме доволно време за да го сватиме ова. Тој вели: јас сакам вие да одите по тесниот пат и ќе видите во наредниот стих вели: но на тесниот пат ќе имате притисок. Тоа е расширениот превод. А тесни се вратите и тесен е патот што водат кон живот и малкумина ги наоѓаат. Лесно е да останеме на широкиот пат. Бог еднаш ми рече: на широкиот пат има место за сите твои земни товари. Едноставно, се можеш да земеш со себе. Ти можеш да бидеш воден од телото и да чекориш по широкиот пат. И доста често и таквите луѓе одат на небото. Ти доаѓаш до небото затоа што веруваш, не затоа што правиш се совршено. И ние никогаш нема се да направиме совршено. Но јас верувам дека кога христијанинот остане телесен целиот свој живот, дури ако завршат на небото, те не нема да однесат никој друг со нив таму. Колкумина знаете што сакам да кажам со тоа. Нивното сведоштво нема да биде доволно силно за да доведе некој друг со нив, а тие и нема да уживаат во животот овде. Затоа што знаете што? Ние не можеме да уживаме во животот и да чекориме во телесност. Навистина не може. Нашето тело се обидува да не излаже, обидувајќи не дека ќе уживаме повеќе ако го правиме она што сакаме да го правиме. Но вистината е дека ние нема да уживаме повеќе ако ги следиме нашите чувства. Тие само ќе не доведат до пропаст. И најверојатно, и највеќе од било што, луѓето ми кажуваат како се чувствуваат. Па јас се чувствувам како никој да не ме сака. Бог веќе ти кажал дека те сака, стотици и стотици пати. Да почнеме со тоа. Бог ме сака. Јас не ги слушам моите чувства. Јас живеам на спротивната страна од моите чувства. Тој ни вели: ако сакате да бидете на тој тесен пат, ќе морате малку да се напрегнете. Што да кажеме за жената која креварела 18 години? Потрошила се што имала по доктори и ништо не се подобрило. Таа запнала туркајќи се низ столпата. Но ајде да размислиме на тоа за момент. Јас само ги затварам моите очи и си помислувам на оваа жена. Си помислувам на толпата. Сигурно сум дека толпата била огромна и Исус бил цврсто опколен со луѓе. И заради некоја причина, не мислам дека оваа жена била полна.
Јас се замислувам како некоја помала женичка која била болна доста долго време. И колку лесно би било само да си помислила, па јас никогаш нема да се истуркам низ мнозинството. Гледате, некои луѓе се откажуваат во себе уште пред да се обидат и да видат дали можат да направат нешто. Немојте само да погледнете кон нешто тешко и да речете, па јас никогаш не би можела да го направам тоа. Не, треба да погледнете кон нешто тешко и да речете, ако Бог сака јас да го направам тоа, јас можам се преку Христос кој е моја сила. Ние го сакаме тој стих и ние аплаудираме. Но слушате што навистина вели. Јас можам се преку Христос кој ми дава сила. Тој ни ја дава способноста, но ние мораме да ја завршиме работата. И сега сакам да бидам јасна. Јас не зборувам за тоа да правиме нешто со телесна сила. Не зборувам да се обидуваме да направиме нешто со своја волја. Не се обидувајте да правите било што без Бог. Потребна ви е Божјата благодат во се што правите за тоа да функционира. Но немојте да очекувате тоа да биде се што ви е потребно. Затоа што Бог ќе побара од вас да направите или да не направите одредени работи. И многу е важно ние да бидеме послушни кон Него, без разлика дали тоа е лесно или не. Амин. Добро. Сега сакам да направам една изјава, и најверојатно ќе ја повторам неколку пати овој викенд. Еве го потешкиот дел. Но ако вие можете да го сватите ова и се посветите, го правите, вау, колку би били успешни. Мора да почнете да го правите она што е правилно, уште додека се чувствувате погрешно. Амин. Колку од вас играат голф? Дејв, крени ја раката, не се прави... Добро, нема многу, и некои од вас се многу паметни. Но, Дејв е голем играч на голф. Јас всушност играв голф со него 20 години. Добив тендонитис на зглобот и не можев повеќе да играм. Тоа е игра за која ти е потребно многу време, а јас тогаш пишував книги, едноставно немав толку време. Но замавот во голфот е најнезгодното нешто во светот. Никогаш нема да си помислиме дека треба да направите таква положба со телото за топката да оди право. Мене не ми се веруваше кога Дејв се обидуваше да ме научи да играм голф, дека јас би можела да ја направам таа положба и во таа луда положба и да ја удрам топката правилно. Слично е и чувството. Кога се одлучиш да направиш нешто правилно, а едноставно чувствуваш дека е неправилно. Тоа е како, зашто треба да бидам добар кон тој човек, откако тој се однесуваше толку лошо со мене? Што? Што, Господи? Овој човек ја напушти мојата црква и со него си отидоа уште 20 фамилии и ти сакаш јас да му купам нов систем за музика? Што? Тоа сигурно не е точно. Но видете, Бог на некој начин ни нуди едно поинакво кралство кое што всушност прави да се исправиме на правилната страна. Првите ќе бидат последни, последните ќе бидат први. А ако сакате повеќе, ќе треба да дадете нешто од она што сте го добиле. Сам да бидеме искрени. Божјата аритметика е повеќе. Таа работи, но јас нема да кажам повеќе. Притиснете покрај болката од чувства и направете го она што знаете дека треба да го правите дури кога ве боли. Ќе повторам уште еднаш. Ти не можеш да чекаш да се чувствуваш правилно за да го направиш правилното. Гледате, се прашувам колкумина кои сте овде вечерва сте лути на некому. Нема да ве терам да ги кренете раците, бидејќи веќе знам колкав ќе биде процентот. Го имам правено многу пати, ќе биде околу 70 до 80%. Вие сте дошле овде и сакате чудо. Сакате исцеление, сакате пробив, сакате да биете во служба, сакате да биете унапредени на вашата работа.
Но само оваа една работа. Опростете на таа личност. Заборавете, оставете. Ставете го тоа во моите раце, дозволете јас да бидам ваша отплата. Дозволете јас да ви донесам награда. Ајде да ви кажам нешто. Ако вие престанете да бидете повредени за се и опростите на луѓето, ќе бидете зачудени што Бог може да направи во вашиот живот. Може би имате причина зашто да се лутите, но немате право да се лутите. Затоа што ако сакате да зборуваме на вистина, Бог има причина да ни биде лут на сите нас. И сепак тој не е. Тој ни покажува милост повторно и повторно и повторно. Но тоа е толку тешко, ти не знаеш што ти е историја мене. Сигурно, Бог не би очекувал од мене да им простам. Да, тој го очекува тоа. Тоа е насекаде во Библијата. Всушност, нашите молитви не можат да бидат одговорени. Само си го губите времето, ако отидете пред Бог и се молите додека сте лути на некој. Мислам, тоа е во Библијата. Бог вели дека ќе ни одговори на молитвите и ако имате нешто против некого. Оставете го. Забравете го, надминете го. Видете, не можеме да се ги одбираме стиховите кои ни се допаѓаат. Мислам, вие можете да направите Библијата да ви каже било што ако само барате и си го изберете она што ви се допаѓа и си го земете за себе. Треба да ја читаме целата книга, да? Целата. Ќе ви кажам. И не го кажувам ово од самосожалување или ве молам, чувствувајте се жално за мене. Но вие немате идеја која е цената. И не зборувам за пари. Сега и тоа би било многу. Но вие немате идеја колку ме чинеше да дојдам од таму каде што бев до овде денес. Дури исцелувањето на мојата скршена душа. Ви велам, јас имав толку бунт во мене кон мажи. И кога Бог почна да ми зборува дека треба да бидам покорна сопруга, ќе ви кажам што се случуваше. Мислам, тоа излезе на виделина, знаете? Библијата вели дека неволите донесуваат трпение. Па тие извадија многу работи од мене пред да добиеме малку трпение. Амин. Ајде, колку мене од вас дамите не добивате 5+ на тема покорна жена. Но видите, ние мислиме дека тоа е во ред. Тоа е нова генерација. Знаете, јас не зборувам за тоа да дозволите некој да гази врз вас. Дори само да бидеме покорни кон авторитет. Точка. Ќе ви кажам нешто. Ако вие сте очени за промена во вашиот живот, мислам ќе станете озбилни за ова. Јас зборувам за мир од почетокот и не ни знаев што е мир додека не се омажив за Дејв. И откако го гледав како тој е стабилен и постоја неколку години, си помислив, јас го сакам тоа. Не сакам да бидам горе-долу и секогаш кога моите околности се менуваа, постојано се лутев и коментирав. Јас сакав мир. Па јас се молев за мир. Ох, Господи, дај ми мир, дај ми мир, дај ми мир. И ништо не се промени. А знаете зошто? Затоа што Исус рече, јас ви го давам мојот мир. Сега, престанете да си дозволувате да се нервирате или да се вознемирувате. Па тој веќе ни го дало она што ни треба. Ние само треба да го активираме и да го употребиме. Ми беа потребни неколку години, но јас решив дека ќе живеам во мир. И така почнав. Првото нешто кое што почнав да го правам е да обрнувам внимание на она што ме вознемирува. Требаше малку да се навртам на мојот проблем, затоа што, знаете, понекогаш ние само се лутиме и сме нервозни уште преди да дознаеме што всушност се случува. И така, вие можеби треба некако да се навратите и да речете, што е коренот на овој проблем? Што се случува? Гледате, јас верувам дека некои луѓе само затоа што тагуваат по нешто што се случило пред 20 години, тоа излегува од нив во вид на гнев. Ние мора да научиме како да ги оставиме нештата кои се во минатото и да дозволиме Бог да не донесе во нови почетоци. Бог има нов почеток за секој еден од вас.
Можете да почнете повторно. Вие не сте ќорсокак. Не е се завршено за вас. Не сте престари. Ајде, не ми кажувајте за тие стари нешта. Јас ќе бидам 76 години за 2 месеци и се уште сум тука. Така да мислам, има неколку работи кои не работат како порано. Знаете, јас имам малку помош за состаноците. Правев се самата, но најпосле реков, што и да добијам Боже, и ти ќе го имаш. Амин. Затоа не ми кажувајте дека сте престари за да правите нешто. Јас имам премногу деца. Јас се почнав службата кога имав 3 тинејџери и бебе. Престанете да гледате на вашите околности и да велите, па тоа е невозможно, тоа е претешко. Сите работи се можни со Бог. Амин. За да можете да се држите за новите почетоци кои Бог ги има за вас, има 2 работи кои треба да ги направите. Ослободете се од она што е позади вас и притискајте напред кон работите што се пред вас. Тоа ќе биде предизвик во тоа време. Но запомнете што веле Библијата. Ти можеш се преку Христос кој е твоја сила.